По шеќерната приказна која изведоа најмладите, Белетското студио Менада од Тетово со уште една премиерна изведба, концерт на повозрасните. Што овој пат ќе понудите на публиката? После шеќерната приказна која изведовме на 10-ти, беше многу успешен концерт, детски балетски концерт, на 25 мај во недела, со почеток во 20 часот, Менада ви ја најавува премиерата на Мајки. Тоа е балетска представа за возрастни, значи жанрот е трагедија. Како и секоја година, знаете, Менада ви изненадува со специфичен и многу интересен концерт, така и оваа година најавуваме навистина незаборавен концерт со многу сценски ефекти и навистина интересна сценографија, интересни костими, а за тематиката оставаме публиката да дојде, да ја погледне, значи, само ќе најавам дека жанрот е трагедија, а се останато останува на вас да погледнете и да оцените каков ќе биде овој концерт. Која е возраста на учесниците и колку време овој концерт го подготвувавте? Значи, овој концерт се спремаше 8 месеци. Децата се на возраст од 15 години, 14, значи тие се тинејџерки и се разбира првенците тука јас и Нати ќе учествуваме во овој концерт, играме како носители. Морам да напоменам дека главната улога ја има 9-годишната Романа Филиповска. Навистина девојчето е пожртвувано многу, посветено на работата и за прв пат 9-годишно девојче да биде носител исто на овој концерт е навистина голем успех. Ние веруваме во неа како и во сите останати членови на Балетското студио Менада и се надевам дека ќе погледнете навистина прекрасен концерт кој што ќе ја задоволи публиката и општо граѓаните во град Тетово. Дали по 25 мај продолжувате со работа или им давате заслужен одмор на младите балерини? Значи, по 25 мај, кога ќе помине оваа премиера, следуваат репризите на шеќерна приказна, тоа е 7 јуни и репризи на Мајки на 14 јуни, а во меѓувреме, значи, гостуваме и во Скопје, значи, во националната телевизија, така да после тоа следуваат распустот. Значи, уште еднаш во јуни месец ќе ни следуваат репризите, а потоа и распустот.